споменатата порака за втора Солуњаните помина веќе 2 недели. Јас сакам да се потсетим на некои важни работи. Значи, како што кажав, поминуваме низ серија прво и второ Солуњаните, паралелно ги поминуваме низ малите групи, но исто така и проповедаме со тоа темпо. Од првата глава, како што кажав, мојот омилен стих, прво Солуњаните е првиот стих. Воведниот стих, каде што пишува Павле, Силван и Тимотеј. Павле, Силван и Тимотеј. Во својот вовед апостол Павле ги спомнува имињата на своите пријатели и соработници. Воопшто не спомнува каква улога имале во службата, која позиција тие држале во таа организација, служба и така натаму, кој што правил кога патувале. Едноставно пишува Павле, Силван и Тимотеј. Тоа во голема мера открива на што става апостол Павле акцент и ни открива важноста за тоа да го ставиме акцентот на односот кој го градиме, а не на службата што ја нудиме. Знаете, често пати ќе биеме предизвикани во односите што ги градиме да пристапиме во односот со прашањето што нудам јас сега на оваа маса. Кој што носи на масава, да видиме сега. Јас Живко сум проповедник, сум тоа, трето, пето, сум таков маш и така натаму. Фајне да кажеш, добре, јас сум таква и наброиме се да видим кој што нуди на масата и од работите кои ќе ги ставиме на таа маса да зависи каков однос ние ќе имаме. Тоа што апостол Павле гледам дека го прави тука, тој преминува преку тој аспект. И вели Павле, Силван и Тимотеј воопшто не гледајќи кој што става на масата. Едноставно има своите пријатели со себе. Тој пред се го вредува односот отколку службата. Понекогаш ќе ни биде тешко да веруваме дека сме вредни во одреден однос за некој да не вреднува надвор од службата и улогата која можам да ја одиграм. Понекогаш мислиме дека единствената причина зашто некој нас не почитува, не сака, не вреднува е само заради службата која ја нудам, не заради односот кој го градам. Непријателот често ќе ги употреби нашите несигурности и ќе не изолира и ќе ни каже дека можеш да истапиш и да се појавиш само доколку се пројавиш преку службата која нудиш, преку тоа што ти можеш да го ставиш на маса. Ќе ти каже тоа е се што имаш и заради тоа само ти вредиш. Кога ќе ја снема твојата служба и улога, чувството е ужасно, чувството е поразително. Службата, како што јас зборував од самиот почеток на нашата црква, службата, било која служба која Господ ќе ни ја добри на нас, почнувајќи од мојата служба, пасторската служба, до било која служба која е тука, дадена на нас да служиме во оваа црква, треба да ја прифатиме и да ја држиме со отворени раце. Со отворени раце. Моментот кога ќе ја зграбчиме службата, тој моментот кога почнуваме да градиме царство. Моето царство. Во контекстот на Тимот разговаравме за тие работи често пати. И јас се потсетувам често пати. Службата која ни е дадена од Бога. И ја вршиме како за Бог. Но кога Бог ја зема службата од нашите раце и ќе сака да ја даде на некој друг, тогаш многу полесно ќе биде кога нашите раце ќе бидат отворени. А ако се отворени раце го држиме оно што Господ на нас ни го дава, што и да ни дава во нашите раце, кога ќе ни го земе, многу полесно ќе го земе. Но, од друга страна, многу полесно ќе стави нешто друго во нашите раце. Службата е заменлива, односот не е. Може некој друг да издржува службата која вршил Тимотеј со Павле, но не може да постои друг Тимотеј. Не постои друг Тимотеј. Може да постои само еден Тимотеј. Службата на Тимотеј може било кој да ја извршува. Тоа од друга страна не значи пасивност во црква, затоа што сега ги вреднуваме односите, значи никој ништо не мора да прави. И тоа е тоа. Тоа воопшто не значи. Воопшто не треба да се разбере на еден таков начин. Силван и Тимотеј беа негови сотрудници, негови соработници. Тоа претпоставува дека ние служиме и соработуваме. Всушност нивните имиња стоја на почетокот, затоа што писмото не доаѓа само од Павле. Знаете, на почетокот кога стои Павле само не устило чекај, пишувам писмо, че кој е околу мене, Тимотеј и Силван. Ајде, Павле, Тимотеј и Силван. Не. Писмото доаѓа од Павле, Тимотеј и Силван затоа што е адресирано и пишувано и составено од Павле, Тимотеј и Силван. Тоа е нивно писмо, писмо на Павле, но тие стојат позади тоа писмо.
писмото е како заедничко. И е взаемен влог и труд на Павле, Силван и Тимотеј. Павле, Силван и Тимотеј. Тоа ми е омилениот стих до сега од целото послание. Прекрасен стих. За денес ќе ја прочитам втората глава од второто послание до Солуњаните и ќе видиме што апостол Павле сака да им каже на Солуњаните. Јас ќе ве замолам да станете да го читаме Божиот збор. Читаме втора глава од второ Солуњаните. Вели вака: А што се однесува до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и нашето собирање при Него, ве молиме, браќа, да не се поколебате лесно во својот ум, ниту да ве обзема ужас, било од дух, било од збор или од послание, не баре испратено од нас, дека Божен веќе настапил Христовиот ден. Никој да не ве измами на никаков начин, зашто оној ден нема да настапи додека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие човекот на гревот, синот на погибелта, кој се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, за самиот да седне како Бог во Божиот храм, представувајќи се себе си како Бог. Зар не помните дека уште кога бев кај вас, ви зборува за тоа? Сега знаете што го задржува да се открие во своето време. Тајната на беззаконието веќе дејствува. Само тоа нема да биде извршено додека не се оттргне оној што сега ја задржува. Тогаш ќе се открие беззаконикот, кога Господ ќе го убие со здивот на својата уста и ќе го истреби со појавата на своето доаѓање. Доаѓањето на тој беззаконик ќе биде под дејство на сатаната, со секаква сила и знаци и лажни чуда и со секакво неправедно измамување меѓу оние кои загинуваат, затоа што не ја примиле љубовта кон вистината, да се спасат, и затоа Бог ќе им испрати сила на заблуда, за да и поверуваат на лагата, да бидат осудени сите кои не и поверува на вистината, туку ја засакаа неправдата. А ние сме должни секогаш да му благодариме на Бог за вас, возлюбени од Господа браќа, затоа што Бог од почетокот ве избра за спасение преку осветувањето од Духот и преку верата во вистината, кон која ве повика преку нашето благовестие, за да ја придобиете славата на нашиот Господ Исус Христос. И така, браќа, стоите цврсто и држете ги преданијата што ги научивте било преку нашето слово, било преку нашето послание. А самиот наш Господ Исус Христос и нашиот Бог и Отец, кој не возлюби и преку својата благодат ни даде вечна утеха и добра надеж во благодатта, нека ги утеши вашите срца и нека ве утврди во секое добро дело и слово. Амен. Повелете седнете. Јас имам едно правило или би рекол филтер. Кога некој со жар сака да поучува за книгата на Откровението или за некој апокалиптичен текст или да поучува за последното време, за есхатологијата, за знаците на времето на последното време, обично сум малку скептичен. Се прашам зошто те интересира баш таа тема од целата Библија која е дадена. Често пати верувам дека човек кој има пренагласен интерес за последното време, не би требало да поучува за таа тема, затоа што таа тема е малку незгодна. Секој тоа не е правило, нормално, но ми е како филтер. Причината е следна. Кога стои во референца и тоа го кажам често пати, во осек во библиотеката, во референца во референтните книги кои не се изнајмуваат, можеш само таму да ги читаш, стоев пред сите коментари на Жан Калвин. Тие што се слушнале било што за Жан Калвин, ќе знаете дека тој пишувал толку многу, и мислам дека сега да почнам да ги читам неговите книги, до крајот на животот да не спиам, не може да ги прочитам. Толку многу пишувал тој човек. И ги гледам сите тие книги што една огромна полица со многу ситен текст пишувал, има коментари на речиси се, освен на книгата на Откровението. Освен на таа книга. Зошто? Теолозите веруваат дека тој многу внимателно пристапува кон апокалиптичните текстови, став кој верувам дека треба сите ние да го завземеме. Многу внимателно. Обично интересот во апокалиптичен текст или текст за последните денови може да отиде во погрешна насока. Наместо да се фокусираме наместо да се фокусираме на тоа што сака писателот да ни го каже, ние го бараме она што нас не интересира и сакаме да го слушнеме. А што не интересира? Обично прашањата кои ги слушам, тоа е како во глобала, не е тоа, секој ми случоци. Прашањата кои ги слушам за луѓе кои многу разговараат за апокалиптичните текстови
кои разговараат за тоа време, се прашања кои не се однесуваат за Исус, туку се однесуваат за мене. Например, дали мене лично ќе ми нанесе болка што е да се случува во последните времења? Тоа е прашањето. Кога точно ќе се случи тоа? Читај во моje време или после мене? Од каде доаѓа непријателот? Најверојатно ќе го бараш во некаква политика, држава, организација која не се допаѓа или не е во склад со твоето уверување. Апокалиптичниот текст или записите за последното време се записи кои се бават со темата на повторното Христово доаѓање. Темата е Христос, а не јас. Темата е Христос, а не јас. Од таа причина, еден дисклеймер за самен почеток, јас нема да навлезам воопшто во таа тематика во оваа глава, затоа што целта зашто ова Павле го пишува, не за да напише уште еден апокалиптичен текст, туку да каже на што да го ставиме нашето внимание. А што вели апостол Павле? Првиот стих го одговора прашањето што? Што треба да се случи? Во што е положена нашата надеж? Што е она што треба да го очекуваме ние во последното време? Овој дел всушност делот кој може и треба да не биде многу јасен. Зашто точно се однесува? Се однесува за доаѓањето на Господ Исус Христос и нашето собирање кај Него. Замислете си оваа сцена. Наместо да мислиме на Антихристот, на синот на погибелта, што и да значи тоа, наместо да мислиме на оној кој сака да се представи над сите богови, да седне во некој храм кој моментално не постои, од тоа што истиот храм во тогашно време, наместо да се фокусираме на сите тие детали, апостол Павле вели вака: целата поента за оваа тема е Христовото доаѓање и нашето собирање околу Него. Тоа е сцената која сака да имаме ние во глава. Секогаш кога зборуваме за Неговото повторно доаѓање. Сите други информации се како додаток на оваа важна работа. Само како еден додаток. Идеме во вториот стих. Вториот стих за мене беше еден од најопширните стихови, иако изгледа многу наивно овде, еден од најопширните стихови кои можев да го видам во оваа глава. Зборува многу сака да ни каже. Во голема мера апостол Павле сака да каже опасноста. Вие сте нападнати сега со мисли, со зборови, со што и да е. Опасноста доаѓа од надвор. И најчесто е во контекста некаква шпекулација и нема јасна адреса. Шпекулација. Мислам дека најголем дел од проблемите во црква се од една таква природа. Вчера слушавме едно предавање од еден пастор кој беше од Тирана и вели вака, по прашање на синовите на Ное. Кога Ное после потопот се напил и легнал во својот шатор и бил гол, дека тројцата синови изреагираа многу различно. Двајцата се обидоа да не го видат татко и да го покријат, но едниот син ја виде голотијата на таткото и разгласи на секаде. Вика, обично повредата во црква не се случува затоа што некој со намера кова некој завери, туку едноставно шири работи кои ги слушнал, не разбрал, го шири срамот на другите. Всушност го гради својот идентитет, својата позиција врз слабоста на другиот во црквата. Во голема мера, повредата во црквата се случува токму од еден таков карактер, шпекулација, која се шири често пати преку оговарање, преку зборување. Не е за изградба, не е за поправање, не е за охрабрување, не служи како една отворена врата за покаяние. Секогаш кога човек е дел од еден ваков разговор, во моментот има некаква еуфорија бидејќи си дел од некој таен муабет. Ние сите сакаме да слушнеме нешто што никој друг не го знае. Јас го слушнав тоа. Обично кај нас во Македонија тоа е најжешка тема е тоа. Да слушнам некој муабет кој никој друг не го знае. Затоа што во следното друштво кој ќе отидам, само јас ќе го знам тој муабет. Од моето детство, тоа знаете што беше? Тоа беше Марисол. Шпанската серија Марисол. Како дете живее во Осијек, во Хрватска, таму го изгледав Марисол цела серија. Доаѓам во Македонија, прва епизода Марисол. Јас знам приказната. Леле, па јас бев главен фраер тука во друштвото.
Што ќе се случи следна сцена? Па све знаат, ќе им кажам. Шок и ме расипа серијата на другите. Како и да е. Во Македонија тие некои информации ни скокоткаат ушите. Сакаме да слушнеме нешто кој друг не го знае. Проблемот е, од после чувството кое го имаш, вистинското чувство, е ужасно бидејќи се изградил зид меѓу тебе и некој друг, стои веќе некаква предрасуда и се чувствуваш потрошено, истрошено се чувствуваш. Резултатот е тага, разочараност, отсуство на близина и радост од твоите браќа и сестри од црквата. Не зборам глобално сега за како светот функционира, зборам за каква динамика може да има во една локална црква. Затоа што писмото на Павле е пратено до една локална црква. Зборува и за нас денес, секако, но пратено до една локална црква. Видите ги сите категории и извори кои апостол Павле ги набројува тука и кои може да бидат извор на разнишување и причина за колебање, кој носи до губење на верата, губење на радоста и губење на заедништвото. Апостол Павле вели, дури да ви дојде, да ви се појави дух да ви зборува нешто друго, дури да дојде некој збор кај вас, дури некакво послание да стигне на ваша адреса со наше име, демек, внимавајте. Немојте да се базирате на шпекулација. Чувствувам во духот. Повторно кога студиравме теологија, кога некој, знаете, на теолошкиот факултет не имаше тие што бевме скептици, тие што бевме некаде во средина и тие што сме биле малце подуховни. Има секакви таму, има супер духовни кои се водат само според духот. Има скептици кои ги интересира само текстот, само Библијата и така натаму. И обично кога тие ултра духовните ќе дојде и каже чувствувам во духот ако се чувствуваш некако во духот и така натаму, ние му викаме, ако се чувствуваш некако во духот, оди стуширај се ќе ти помине. Едноставно ги реметевме. Како што вели Јован во своето послание, испитувајте ги духовите. Ако дојде некој послание преку духот, нема да го земаш здраво за готово. Вториот извор е збор, ако дојде нешто преку збор. Најразлични муабити ќе дојдат на ваша адреса. Некои муабити ќе бидат точни, никои не. Не вреди да се поколебате или да се разниша нашата вера, нашата надеж, нашата радост, одредени односи само затоа што стигнале некои муабити кај вас, кај мене. Дете као пастор, кога разговарам со луѓе, обично луѓе ќе се отвори и кажат, за некој ќе кажат нешто, се воздржуваат обично луѓето, но ќе кажат нешто за некој друг, кој јас требаше во продолжение да донесам некој заклучок за некој друг, што напил, што не напил и така натаму. Многу важно е расудувањето, да видиме зошто тој каже, од кај доаѓа, зошто доаѓа тоа, дали тоа е вистина, дали е шпекулација. Посебно кога се споделува нешто за некој брат или сестра од црква. Поставете си го принципот на Сократ, еднаш го споделив тука овој принцип и мислам дека ќе ви го повторам. 3 кратене, 3 филтри пред да слушнеш нечиј муабет. Првиот филтер е филтерот на вистината. Дали си апсолутно сигурен дека тоа што сакаш да ми го кажеш сега е вистина? Дали си апсолутно сигурен? Не збориме за некои муабети кога седиме за чај, се некам па да се создаде некоја атмосфера, седиме на кафе, веќе не збориме затоа што, нели, тоа се има притисок да биде апсолутно да вистина. Не. Зборам за кога ќе пристапиме и ќе збориме за некој брат или сестра. Првата работа е дали си апсолутно сигурен дека тоа што сакаш да ми го кажеш е вистина. Вториот филтер е филтер на добрината. Дали тоа што сакаш да ми го кажеш е нешто добро, убаво и позитивно. И третиот филтер е филтерот на полезноста, на неопходноста. Дали тоа што сакаш да ми го кажеш е корисно и неопходно да се знае. Ако не, зошто ми го кажеш? Зборот е многу важен. И третиот начин во кој може да дојдат некои информации кај вас според апостол Павле може да биде некој послание. Во наш контекст тоа е некоја SMS порака или некој пост на Instagram или некој reel или некој short на YouTube, што и да гледате, појмем што гледате. Во голема мера јас имам негативно мислење за reels и за shorts што ги гледаме, што ги скроламе цело време. Не сме ли свесни, но во 5 секунди, видео од 5 секунди, ни се комуницира на цела филозофија на живот.
се обидува некој да ја скомуницира. Поглед на светот. Каков поглед на светот треба да имаме? Во 5 секунди не го комуницира тоа. Очекување за животот, што сме, што не сме и така натаму. И сето тоа симплифицирано, без било каков контекст, надвор од секаква реалност. И тоа го голтаме без воопшто да размислиме како тоа влие на нас. Павле ќе ви каже, чувајте се, немојте се поколебате и стоите во она што ви беше предадено од самиот почеток. Втори 15 стих, на почеток и на крајот, на Павловиот аргумент кој го гради низ ова глава, кој го разработува, стои еден повик. Едно охрабрување кое треба да послужи и дури како еден коректив. Апостол Павле ги охрабрува, но со тоа охрабрување он дури ги укорува. И тоа само апостол Павле може да го направи. Ја не можем и двете на еднаш. Јас или сум остил позитив thinking, охрабрување, да, пукај ово, или сум коректив, не сме вако ово. Павле може со еден збор да биде и коректив и охрабрување. Стоите во она во кој ви предадено, не колебајте се. Стоите цврсто. Стоите цврсто. Павле тој збор го користи на повеќе наврати. Грчкиот збор стоите цврсто. Во 1 Коринтијаните 16:13 ќе каже стоите цврсто во верата. Во Галатијаните 5 глава ќе каже стоите цврсто во слободата. Во Филипијаните 1 глава ќе каже стоите цврсто во еден дух. Во Филипијаните 4 глава ќе каже стоите цврсто во Господа. Стоите цврсто. Тоа апостол Павле често пати го кажа. Стоите цврсто. Да бидеш христијанин значи да бидеш активен, не пасивен. Треба да стоиш цврсто. Не турска гимнастика да се легнеш под некое дрво со сламка во вакво, во уста и да гледаш по чавките. Тоа не е христијанство. Христијанство е да стоиш цврсто. Да стоиш, да бидеш активен. Да знаеш во што стоиш. Да бидеш сигурен во што стоиш. И овде вели да стоиме цврсто во преданието кој им беше предадено на почетокот. Она надеж кој им беше предадено на самиот почеток. Животот во заедништво и радост кој им беше предаден од самиот почеток. Стоите цврсто во тоа. Не попуштете лесно под притисокот на некаков страв и сомнеш. Некаков муабет. Иако Павле им потврдил да стојат цврсто во стих 15, на самиот крај, неговиот аргумент, тој средишниот аргумент го става во заграда со една друга изјава на почетокот. Во 15 стих вели стоите цврсто, но на почетокот тој вели да не се колебате. Да не се колебате. Што значи да не се колебаме? Каква е таа акција на колебање, кога се колебаме за нешто? Колебањето не е негација на вистината и верата. Колебањето треба да го разбереме како еден земјотрес кој ја оштетил зградата во која повеќе не може да се живее. Тоа е колебање. Колебањето не е негација на некаква вистина, на не знам. Да кажеме тоа, јас не верувам во тоа. Атеистите не се колебаат, разбирате ли? Атеистите знаат и веруваат во нешто. Колебањето, кое ќе дојде во животот на христијанот, ако подклекнеме на некакво колебање, ние всушност доживуваме земјотрес и зградата во која сме живееле, веќе во таа зграда не може да живееме. Оштетена е од тој земјотрес. Писателот на Евреите ни открива една важна вистина, дека потресот понекогаш, кој го искусуваме во животот, понекогаш е дозволен од Бог, потресот во животот, а понекогаш дури е предизвикан од Бог со една единствена цел. Може ќе си каже, па добро, зашто Бог така би направил? Па треба да читаме Библијата во контекст, знаете. Прво, приказната за Аврам и неговиот син Исак. Овој приказна, кога добив деца, не можев ни да ја читам, да ви биам искрен. Кога Бог му вика на Аврам, оди твојот син Исак. Кога бев дете, кога учевме таа приказна, за мене беше како црвенка, па не знам, устилот бајка, реално. Кога добив деца, го преживеав тој момент многу лично. Сикам, како е можно тоа да се случува. И тој потрес,
кој беше предизвикан, не му кажа со тоната на Авраам, Бог му кажа на Авраам, ангелот Божи му кажа на Авраам. Колку други работи такви имаме во Библијата, кои сам Бог предизвикува некаков потрес, некаков земјотрес во животот на верникот, земјотрес во животот на оној кој го следи. Знаете, не секоја тешкотија во животот ќе ја препишеме одма на Божиот непријател. Некогаш Бог ги тресе нештата во нашиот живот со една единствена цел. Во Евреите 12 глава, 25 до 29 стих вели вака: чиј глас тогаш ја потресе земјата, а кој сега ветува велики: уште еднаш јас ќе ја потресам не само земјата, туку и небото. Знаете чиј глас е тога? Тоа, Божиот глас. Зборовите уште еднаш, писателот на Евреите ни објаснува, зборовите уште еднаш означуваат дека колебливото како создадено ќе се промени. Колебливото, тоа што е колебливо ќе се промени, ќе се расчисти, за да остане само непоколебливото. И така, примајќи го непоколебливото царство, да искажеме благодарност со која ќе му служиме на Бога благоугодно, со благобојазливост и во страв, зашто нашиот Бог е оган што проголтува. Дали некојаш сме размислени дека Бог е како оган што проголтува? Што прави оганот? Во често пат во Библијата оганот се користи не само како казна, туку за прочистување. Кога Божиот оган паѓа, се прочистува железото, се прочистува златото, се прочистува среброто, изгорува се што треба да изгори. Тоа е поентата на оганот. И во овој момент Бог ќе протресе многу нешта за колебливото да го снема, да остане непоколебливото, да остане она што е сигурно. Многу тие потреси кои ги имаме во животот не се од непријателот, туку доаѓаат од Бог. Пред неколку години добив еден тежок збор од Господ, што не ми беше многу лесен, дека црквата, мисијата која ја водиме, ќе помине низ периодот. Ја можев така да го разберам, тоа и го споделив дури и со црквата на неколку пати. Ќе помине низ make it or break it. Ќе помине низ период на тешкоти. Кога мислам на црквата, мислам на црквата, на оваа локална црква. Почнувајќи од мене, Фани, тимот кој служеше, тимот кој служи, па и секој еден од вас до одредена мера. Потресот е реален. И ќе бидеме реално предизвикани. И бевме реално предизвикани. Понекогаш кога читам за искушенијата во животот, некако нечие искушение, некое испитание на верата, нечие, кога го слушам од страна, ми изгледа како молитвена потреба, се дека не дојде на моја адреса. Тоа е малку повеќе од молитвена потреба. Тоа не е само ќе се молиме за тој човек. Тешко име. Не. Знаете, искушенијата да бидат стварно искушенија мора да бидат реални. Кога читаме за искушението на Исус во пустината, тоа не беше само, па добро, Исус знаеше дека ќе победи и затоа лесно му беше. Не. За тие искушенија да бидат реални, мора да бидат реални. Мора да бидат многу реални тие искушенија. Такви се искушенијата. А зошто доаѓаат тие искушенија? Зошто доаѓаат тие потреси? Очистување. За да може Господ понатаму, ако стоиме непоколебливо, да ни повери повеќе, мора први да не потресе. И да го отстрани сето она кое нема да биде во состојба да го издржи и поднесе теретот кој треба да се носи во иднина. Да не се поколебаме и да стоиме цврсто е повикот, но и состојбата во која ние треба да бидеме во секоја животна ситуација. Да не се поколебаме и да стоиме цврсто. Тоест, тие две работи стојат на почетокот и на крајот на овој аргумент кој го гради апостол Павле. Да стоиме. Од што да не се разнишуваме? Што да не се разнишува во нас? Мора да се прашаме, можеби, што ја разнишува нашата состојба, нашата вера? Од кај доаѓаат ти некои работи? Мораме да бидеме искрени. Од кои извори ти си разнишен? Веќе спомнав некои од тие работи. Може да бидат внатрешни црквени извори кои зборуваат за надворешни теми како политика. Верувајте ми, тоа е проблем.
И тоа е голем проблем. Политиката во нашиот секојдневен живот станува апсолутна. И мислам дека зборевме во една мала група сега на оваа конференција. Политиката е се присутна и е неопходна, но не е апсолутна. Не е апсолутна. Едноставно не е. Ние третираме како апсолутна. И знае во одредени црквени кругови да стане проблем, огромен проблем. Може да бидат луѓе во црква кои придонесуваат за разнишување на односите во црква. Едноставно луѓе кои се хранат со такви работи. Може да бидат теолошки теми, како ова во Солун, кои ќе те натераат да се повлечеш, да кажеш чекај малце, чекај се малце, што се случува тука? Не разбирам во целост. Може да бидат црковни теми, што ќе го свртат твојот поглед кон браќата и сестрите наместо кон Бог. Наместо кон Бог. Ја ќе ви кажам, да бегаме од тие извори, да стоиме цврсто во она што нам ни е предадено. Нам ни е предадено. Отстранете се и земете се од тие теми и како што вели апостол Павле, не колебајте се и стоите цврсто во она во кое Бог ве повикал на самиот почеток. Потоа апостол Павле преминува на темата која е најпопуларна кога збориме за последните денови. Не е темата кој, туку прашањата кои најинтересни се за луѓето се кога и како. Како ќе се случи тоа и кога ќе се случи тоа последното време. И почнуваме во некои цркви ги имате устари тие табели, што како има за африканци кога за тие rapture theology, сега да не навлегам во тоа, па луѓе продаваат куки за да може полесно и така натаму. Тие теми знаат да бидат поинтересни. Како и кога апостол Павле ги одговара тие прашања символички и во алегории. Прашањето како и кога се прашања кои веднаш не воведуваат во апокалиптична литература, која всушност е тип на литература за која треба да знаеме дека не се толкува и разбира буквално, бидејќи не е наменето од авторот да се разбере буквално. Веќе тука на самиот почеток можеме да видиме дека апостол Павле тука веќе користи неколку различни изрази за тоа како и кога тоа ќе се случи и кој тоа ќе го направи. Например, во 4 стих, кога кажува за, само да го најдам, беззаконикот, на едно место го нарекува беззаконикот, на друго место го нарекува синот на погибелта, човекот на гревот. Веќе 3 алегории употребува за еден ист карактер. Од кај да знаеме ни што точно, која алегорија, што точно означува? Ние сме повикани да го знаеме тоа што нам ни е предадено, како и кога. Тука разговорот е повторно за Христовото повторно доаѓање, но принципот е сосема ист за се останато и за секоја иста тема. Во 5 стих Павле ги предизвикува да се сетат на тоа кој е тој, што зборувал тој, што им кажал додека бил со нив, на што ги предупредувал, на што им нагласил да внимаваат. Нели? Апостол Павле ќе им каже, потоа нели се сеќавате дека овие збори не можам јас да ги кажам. Не сум го кажал тоа. Значи јас кога бев кај вас, сетете се што јасно ви кажам. Зарем не ме запознавте веќе? Зарем не знаете кој сум јас? И што би можел јас да кажам? Зарем нема да препознаете нешто што не е од мене? Апостол Павле ги предизвикува малце да размислуваат. Веќе во 7 стих апостол Павле, тоа е како една кулминација на тоа што тој сака да им каже за последните времиња, да внимаваат на таа работа. Зошто? Затоа што тој тука го зборува, го спомнува зборот мистерија. Мистерија, зборот мистерија. Кога веќе го кажува зборот мистерија, самиот тој збор треба на нас да ни даде до знаење дека окей, нешто е откриено, нешто не е откриено. Нешто може да разбереме, нешто некои работи нема да ги разбереме. Тоа е мистерија. Иако Павле им објаснува, сепак им дава до знаење дека мораме внимателно и понизно да пристапуваме на овие теми, бидејќи мора да прифатиме дека не можеме да знаеме се. Всушност, јас би рекол вака, треба да бидеме внимателни со луѓе кои се знаат и на кои се им е јасно. И
и кој тој јасно и гласно го представуваат на секаде. Повторно кога студиравме и кога зборувавме за сектите, една од особините на сектите или тие кои сектаријански живеат, за нив нема нејасни прашања. Се е јасно. Разбирате ли? Нема прашања кои тие не можат да го одговорат. Апсолутно се е јасно. Дури ќе ти кажеш што е тука нејасно. Гледа колку е јасно. Нема понизност, нема прашање дали јас сум на правиот пат или не. Кога човек не признава дека можеби нешто не знае и дека темите на мистерија се многу јасни, веројатно има нешто што не разбрал. И треба да бидеме внимателни токму со овие теми. Сега може да кажете, овој Живко не исплаши сега со оваа проповед тука, тем као внимателно, чекајте малце. Па знаете ли што таква е темата? За второто Христово доаѓање. Нешто не е откриено, нешто не е откриено. Јас мене ќе ми беше многу можеби полесно ако Јован Откровените го напишал со таа и таа година, толку и толку години после мене ќе се деси тоа. Таква информација нема. Јован не ни дал таква информација. Тој не дал символика, алегории, кои некојаш се тешки да ги разберем. Понекогаш верувам дека тоа се Божји тајни, кои Господ ги открива и ги толкува во одредено време, за црквата да биде спремна за оно што доаѓа. Како што беше тајната за Божиот Син. Ако веќе се интересирате за прашањето како, тоа во 8 стих го имаме вистинскиот одговор кој треба да го знаеме. И си кажете, па добро, како ќе дојде тоа, кога ќе дојде тоа? Прашањето е, како и кога ќе дојде Исус, не синот на погибелта, не оној лошиот, туку кога и како ќе дојде Исус. Тоа треба нас многу повеќе да не интересира. И како тоа ќе се случи? И повторно, имаме некаква алегорија која ни покажува која е разликата, колкава е категорична разлика помеѓу оној непријателот кој смета дека има сила, кој моментално има некаква сила, кој не искушува, кој не става оќош, кој не предизвикува, и каква е силата која има Исус Христос. На кој начин Исус ќе го победи тој? Вели, ќе го убие со своето присуство. Нема тука борба, разбирате ли? Нема борба затоа што не се категорични во иста категорија. Исус доаѓа, другиот го снемува. Со својот здив, додека Исус дише, тој е убиен. Тоа ме интересира многу повеќе. Затоа што во него е мојата надеж. Немам страф од другиот, затоа што во него, во Исус ми е мојата надеж. Затоа ме интересира многу повеќе тоа. Проблемот е, оние лошите работи, многу повеќе ги скоткаат нашите уши, често пати. Има причина зашто темата на оговарањето, тајните муабети се всушност лоши и негативни теми. Тие многу повеќе ги скоткаат ушите од добрите теми. Добрите нешта нема потреба да бидат кажани во тајност и од некоја причина не го губат толку интересот како некои лоши работи. Прашањето за мене секогаш останува да го испитам своето срце, да го испиташ твоето срце. Зошто е тоа така? И дали е тоа така? Дали повеќе се радувам, сакам да дознам нешто убаво за Господ, или ме интересираат оние другите теми, оние што се теми во тајност. Некој муабет што се шири, некој тајно знаење. Тоа беше првото криво учење во црквата, тајното знаење. Гностицизмот, она скриеното знаење, кој само некои може да го спознаат. Божјата тајна, Божјата мистерија од почетокот на светот е сега откриена. Во 9 и 10 стих апостол Павле продолжува за состојбата во светот која ќе биде, дека ќе се појави моќ, лажни знаци и чудеса. Ќе има терминот во нашата Библија е спомнат неправедно измамување, неправедно измамување. Јас сега да видам што точно значи тој термин. Ќе има неправедно измамување. Не неправедно измамување, затоа што неправедно тие што се измамени изгледаат како невини. Неправедно се измамени. Всушност зборот кој многу подобро ќе го опише овој термин е злонамерно измамување. Злонамерно измамување. Некој мами со злонамера.
Не е тој самиот искрено во заблуда, туку има зла намера да измамува. Вакви работи ќе ги снајдат само оние кои одбиле да ја љубат вистината. И тука некако, додека го истражував овој текст, тука некако застанав. Викам, знаете, понекогаш ќе најдеме луѓе кои се искрено во заблуда. И тоа многу искрено во заблуда. Да се вратам на состојбата на срцето и на прашањето зашто се возбудува моето срце? Затоа што тука е коренот на многу нешта. Што е она по кое јас копнеам сега во мојот живот? Ако се возбудувам за тајни муабети, лоши работи, оговарање, шпекулации, ако тајно во моето срце јас се возбудувам на такви работи, тогаш сум во опасност да бидам измамен од луѓе кои имаат зли намери. Да знаете се, од тука доаѓа тоа. На сето ова зло му претходи обидвањето да се љуби вистината. Да се љуби вистината. Ке се прашате како е можно некои луѓе толку со жар да веруваат во одредени невистини заблуди. Например, фарисеите. Како е можно со толку голема жар да го мразат Исус, човече? Не ми се верува дури. Сикаш, јас да бев таму, јас немаше така да изреагирам. Немаше шанс јас така да изреагирам. Или го каменуваат Стефан и таму запишано дека чкртаа со заби. Толку голема жар има за тоа да го направат. Чкртаа со заби да го утепаат. Толку беа уверени во таа. И си кажеш, добро, како може да се толку многу во заблуда? И вели, во 11-12 стих пишува, оние кои одбиле да ја љубат вистината, врз тие Бог фрла заблуда, за да бидат уверени во тоа што е невистина. Овој текст ми откри на еден друг аспект од Бог кој можеби не сакам да го читам. Јас сакам Бог да биде ултра милостив, да биде најмилостив, да биде само милостив. И тука пише оние кои одбиле да ја љубат вистината, Бог сам врз нив фрла заблуда. Опасна работа. Има еден пример од Чешка доаѓа тој пример за Јан Хус. Не може да се потврди веродостојноста за тој случај, но стои како приказано во црквената историја. Додека Јан Хус бил врзан за дрвото пред да изгори, затоа што имал као криво учење, врзан е за дрвото, реда дрва и Јан Хус гледа, според приказната, гледа една стара бабичка едва оди, али носи неколку гранчиња за да допринесе на огнот. Разбирате ли? Да допринесе она со својата служба, едва оди, али да стаи уште некој гранче за огнот посилно да гори. Мислејќи дека со тоа таму служи на Бог. Според приказната на Јан Хус, гледајќи ја жената како посветено и побожно ги носи тие дрвца за огнот кој се припрема за него, тој само искоментирал со зборовите света простота. Света простота. Имајќи го Божиот збор, слободата да бидеме послушни на неговите заповеди, слободата да бидеме посветени во служењето без никаков страф, слободата да ја споделиме неговите радосни вести за овој свет. Ние понекогаш се впуштаме во никаква света простота од нашиот живот и со нашата слабост носиме барем уште 2-3 кранчиња за некој да запалиме на тој столб. Понекогаш така сме со. Со каква света простота се занимаваме во нашиот живот? Јас се прашам сами од себе си, затоа што јас сум дел од оваа црква, ама сум дел едно пошироко семејство на цркви, на водачи. Како вас, јас сум човек кој гледа, испоредува и размислува и просудува и мисли дека е посред од другите и дека е подобар од другите. И јас сум таков, како и вас. И го поставам тоа прашање за мене. Со каква света простота јас си го реметам мојот однос со Господ, мојот однос со моите браќа и сестри. Со каква света простота јас сум обременет сега. Кој ни го трга погледот од Бог? Кој не дели? Кој не исполнува со безнадежност? Кој и што не прави пасивни за Божјото дело? Кој не ја троши енергијата непотребно? Кој не држи во заблуда? Света простота. Многу од нас од време на време ќе бидеме изложени или дури дел од некаква света простота.
Но патот кон светоста не е рационализирање. Да земам јас сега да седнам дома, да го израционализирам тоа, да не дам причина, да не дам оправдање и да продолжам понатаму. Има еден чекор до светоста, а тој чекор се вика покаяние. Нема друг пат. Покаяние. Тој е вратата низ која секој еден од нас треба да влезе одново и одново и одново и да продолжиме по патот на светоста. Првиот чекор е да се засака вистината Божја. И Господ ќе ни помогне. Да се стои во вистината е борба. Да се стои во вистината е борба. И на крајот апостол Павле, тој ни покажува како да се однесуваме со нашата локална црква, со луѓето од нашата локална црква. Прво, има благодар во 13 стих. Има благодарност за браќата и сестрите. Има реална благодарност. Тој вели Бог исто така не избра како први плодови на неговото спасение. Мислите дека секој во таа црква во Солон во тој момент биле совршени? Мислите дека сите биле добричини, светци? Не. Апостол Павле, Бог не избра како први плодови на неговото спасение. Ја храбро. На кој начин? Преку посветувањето на Духот и верата во вистината.